Тредневник на Канал Плюс, добро вечер. Еве кои настани го одбележаа денешниот ден. Конечниот избирачки список ќе биде објавен на 25 април, соопштуваат од Државната изборна комисија. Високите температури викендов причина за голем број на интервенции на итната медицинска помош во Штип. Денес најмладите во регионот садеа под мотото од семче до дрвце во рамки на акцијата Садница Плюс. Денес на улиците во централното градско подрачје во Штип членови и поддржувачи на граѓанското движење за одбрана на Македонија излегоа на мирен протест. Имено неколку илјади граѓани на општина Штип излегоа на овој протест поради тоа што не ја поддржуваат одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов за аболиција на Зоран Заев и Зоран Верушевски. Иако неколку дена имаше прекид на собирањата поради огромната желба и притисок, граѓаните јасно да ја изразат својата волја против актуелните случувања и за одбрана на државата и мирот. Граѓанското движење за одбрана на Македонија започнува со серија граѓански собири. Конечниот избирачки список ќе биде објавен на 25 април, соопштуваат од Државната изборна комисија, од каде испратија роковник за планираните активности во наредниот период, се до одржување на изборите. Според истиот од денот на објавувањето 25 април, па во рок од 15 дена, граѓаните ќе можат да проверат дали се на избирачкиот список или не. Од роковникот станува јасно дека и диаспората ќе учествува на овие избори. Имено, од ДИК известуваат дека пријавувањето за гласање на македонски државјани кои живеат во странство ќе трае најдоцна до 9 мај. Министерството за надворешни работи пак во рок од 5 дена треба да достави податоци за дипломатите вработените во дипломатско-конзуларните представништва. Освен дипломатско-конзуларните представништва, податоци за вработените во државната, општинската и јавната администрација треба до ДИК да достави и Министерството за информатичко општество и администрација. Доколку се тече по планираното, избирачкиот список треба да се заклучи на 19 мај. Партиите пак своите кандидатски листи ќе треба да ги достават до 11 мај, а изборната кампања започнува од 16 мај, соопштуваат од ДИК. Според досегашните информации од ДИК, од избирачкиот список ќе бидат избришани 1135 починати лица. Продолжува асфалтирањето на улици и сообраќајници во Штип. Минатата недела општина Штип заврши со асфалтирање на улица во Долна Железничка, 3 улици во Горна Железничка, местото наречено Каленица и еден крак во Чардаклија, а веќе се во тек подготвителни активности за асфалтирање на десниот крак од улицата Косовска од спојот со Питугули. Градежната офанзива во општина Штип продолжува. Минатата недела заврши асфалтирањето на 5 улици во неколку штипски населби. Од денес започнаа подготвителните активности за асфалтирање на дел од улицата Косовска. Ке се асфалтира овие улици, имаме 2 крака во должина од некаде околу 600 метри со вкупна вредност од околу 800.000 денари. Наскоро ќе се објави тендер за асфалтирање на уште неколку улици во општината. Улиците Вита Попјорданова, Иволова Рибар, улицата Борис Крагер од Елкос до салата Јордан Мијалков, така да во овие денови кои ќе завршат овие тендерски документации, ние ќе пристапиме кон припрема на овие улици за асфалтирање. За обнова и асфалтирање на предвидената патна инфраструктура во Штип ќе бидат потрошени околу 27 милиони денари. Општина Штип конечно ќе го реши долгогодишниот проблем со кучињата скитници. Во петокот заврши тендерската постапка за избор на фирма која ќе врши третман на кучињата скитници. Фирма од Куманово го доби тендерот во износ од над 250.000 денари.
Станува збор за ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово. Сумата која што е постигната е 254.237 денари, значи тоа е максималната сума која што не треба да биде надмината, поединечна цена нема, бидејќи треба да се увиде за колку кучиња станува збор и каков третман им е потребен, имајќи во предвид дека може да боледуваат од различна болест и медикаментите да имаат различна цена на чинење, а со тоа и самиот третман да биде со различна цена на чинење, но во секој случај операторот не смее да ја надминува сума од 254.237 денари која што е постигната на аукцијата. Следи период за жалба од околу 7 дена, пошто веќе ќе биде потпишен официјален договор и операторот ќе може конкретно да презеде активности на терен. Високите температури викендов причина за зголемен број интервенции на итната медицинска помош во Штип. Граѓаните се жалат на главоболки, зголемен крвен притисок и малаксаност. Главоболки проследени со вртоглавици, омалаксаност, покачен крвен притисок се само едни од низата симптоми кои ги чувствуваат граѓаните од високите температури. Исто така деновиве зголемено јуве зрачењето, чиј индекс искачи на 7, невообичаено за овој период од годината. Како ви влијае времето на здравието? Па осеќам дека малку загревање, нели? Малаксана, онака нели на нервоза, теара и така. Ама што да правиме, мора да се движиме па. Како се заштитуваат од ова време? Па повише на сенка, теја и сега на сенка да станаме, и стави се вала капа малку да ми држе повише, ама треба ставен шишир. Па лошо. Што чувствувате? Па вртоглавици, така работа. Не може да биде колку што е. Како се заштитуваат од ова време? Па не излаваме, те тоа дома седеме повеќе. Само на лекар одеме и толку. Зголемен обем на работа викендов поради топлото време имаше итната медицинска помош во Штип. Оттаму препорачуваат за поголема внимателност и намалена фреквенција на движење во период од 11 часот до 17. Апелираме да се носе полесна облека, директно да не се изложуваат пациентите долготрајно под сончевата светлина, нели полесна храна да се конзумира и да се внесува поголема количина на вода или течности. А хронично болните да си ја земаат редовно препишаната терапија. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваа дека и во следните 2 дена целата територија на државата ќе биде зафатена со температури повисоки од вообичаените за овој период од годината и ќе се движат во интервал од 25 до 32 степени. Во рамки на акцијата Садница Плюс под мотото од семче до дрвце, децата од штипските градинки и основни училишта денеска засадија семки одела. Општинското основно училиште Тошо Арсов годинава во Штип беше домаќин на проектот Садница Плюс од семче до дрвце. Ученици од сите основни училишта и детските градинки садеа семиња одела, кои ги однесоа дома, а на есен ќе бидат засадени во училишните дворови и на повеќе локации во градот. Целта ни е да го поттикнеме екопатриотизмот и еконавиките кај учениците уште од мали нозе да знаат да го негуваат она што ќе го засадат, затоа што не е важно само да засадиме, туку и она што ќе го засадиме да го одгледуваме, затоа што несомнено зеленилото, односно дрвјата се белите дробови на сите нас. Какво е значењето на овој проект на најмалите им беше безпрекорно јасно и беа подготвени преку собственото искуство да се почувствуваат одговорни за животната средина. Ние денеска во училиштето Тошо Арсов дојдовме од семче да засадиме големо дрвце. Денес ние ќе садиме семче и од него ќе појасне дрвце. Ќе садиме семки и од семките ќе чекаме да израснат дрвце. За природата да ни биде поубава. Дрвјата ни служат да дават кислород на луѓето. Градоначалникот на општина Штип примариус магистар Илчо Захариев упати апел до сите жители на општина Штип да го негуваат и чуваат она што е засадено. Доколку некој едно по едно ги крши и уништува, ние нема да го имаме она што го сакаме, да имаме навистина големи зелени површини во нашиот град. Значи дрворедот за дисарот, да го зачуваме. Секојдневно се уништуваат дрвјата. Дрворедот околу отиња да се зачува. Се што посадиме во парковите да го имаме. Сите оние цвеќиња кои садат во нашиот град, кои можеби некои мислат дека се за послужување, да ги оставиме да го крсуваат градот.
и едноставно да дават идеи каде повеќе да посадиме. Настанот во Штип беше збогатен со музички и поетски точки посветени на здравата животна средина, а во рамки на акцијата Садница Плюс, учениците од Општинското основно училиште Ванчо Паркево Делчево засадија 1000 цвеќиња, додека членовите на ликовната секција насликаа пролетен пејсаж. Целта ни е да го разубавиме училишниот двор и на некој начин училиште да го претвориме како општинско основно училиште, училиште на цвеќето. По повод нашата акција Садница Плюс, ние под менторство на нашата наставничка Антонија Манева сликавме пролетен пејсаж кој го работевме речиси 1 месец и привремено беа вклучувани повеќе ученици за да ни помогнат тоа да се заврши побрзо. Денеска донесовме цвеќиња во нашето училиште и ги посадивме во школскиот двор. Потоа ќе ги негуваме, ќе ги полеваме. Засадивме различни градинарски цвеќиња, засадивме слезен, љубичици. По четврти пат во Кочани се организираше детска олимпијада. Целта е дружење на децата од големите групи и развивање на спортскиот дух кај децата. 200 деца на возраст од 5 и 6 години од детската градинка Павлина Велјанова учествуваа во четвртата поред детска олимпијада што се одржа во спортската сала на основното училиште Свети Кирил и Методи. Олимпијадата е дел од проектот Спортуваме и се радуваме и има за цел да ги промовира и популаризира спортот и рекреацијата кај најмладата популација. Нашата единствена цел е развивање на спортски дух, здрави животни навики, развивање на физичкото здравје, а пред се и на надпреварувачкиот дух. Децата денес се надпреваруваат во 4 спортски дисциплини: штафетно трчање, полигон, носење на предмети со помагало и влечење на јаши. За добро завршената работа, како и секогаш, децата ќе бидат соодветно наградени со медали. Ова е четврто издание на детската олимпијада во Кочани. Ја организираат детската градинка и општинскиот спортски актив, а покровител на манифестацијата е општина Кочани. Организаторите рекоа дека олимпијадата ќе продолжи да се организира и во наредните години. Љубителите на техномузиката во сабота ќе можат да бидат дел од 9-тото поред издание на фестивалот на техномузика Гримфест. Звезда на вечерта оваа година ќе биде Рабадап, а пред кого ќе настапува штипскиот диџеј Ненад Омен. Во сабота 23 април во фоајето на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип ќе се случува традиционалниот фестивал на техномузиката Гримфест. Звезда на овогодинешниот фестивал ќе биде Рабадап. Оваа година имаме збогатен лајнап кој што ќе присуствува еден од добро познатите диџеи Рабадап, гостин кој што веќе е препознат на нашата публика. Влезници веќе се пуштени во предпродажба по 150 денари. Освен Рабадап, за добра забава на присутните ќе се погрижи и штипскиот диџеј Ненад Омен. Публиката веќе знае, бидејќи работам повеќе години со техномузика, експериментираме и со експериментална електронска асид музика, така да тие очекуваат добра забава како на сите претходни 9 изданија, пошто е препознатив исто така Гримфест. Сите веќе знаат, се спремаат, имаме веќе позитивни коментари за сето тоа, така да сабота се гледаме на добра забава и на техномузика. Саботниот настан е 9-ти поред фестивал на техноправецот, кој со секоја година има се поголемо значење меѓу помладата публика, со оглед на тоа што незиниот број се зголемува со секоја измината година. Бројот на загинати во земјотресот во Еквадор се искачи на 272 лица. Над 2000 луѓе се повредени, а има и голем број лица кои се водат како исчезнати. Председателот на Еквадор Рафаел Кореа вчера вечер изјави дека бројот на жртвите сигурно ќе се зголемува и натаму. Тој земјотресот го нарече најголема трагедија во последните 67 години. Колку што болката е поголема, толку посилен станува духот на заедништвото на нашиот народ, изјави Кореа, повикувајќи ја земјата на единство. Бразилската председателка Дилма Русев го загуби клучното гласање во долниот дом на парламентот за нејзин импичмент. Сега се чини дека таа ќе мора да ја напушти функцијата, потек кој би се водел до крај на 13-годишното владење на левичарската работничка партија. Доколку Сенатот во почетокот на мај и изгласа со просто мнозинство импичмент, председателката Русев ќе биде суспендирана од незината функција.
Еден загинат и 4 ранети во пожар во рафинерија во Турција. Едно лице загина, а 4 други се повредени во пожарот во рафинеријата за нафта Тупраш. Според првичните информации, еден работник загинал во инцидентот, а 4 биле ранети. Повредените се хоспитализирани, а нивната состојба е стабилна. Причините за пожарот засега не се соопштени. Фудбалерите на Брегалница ги наплатија сметките и го совлада работнички со 2:1 во вториот најзначаен меч од 27-то коло во првата македонска фудбалска лига. Само 3 дена по елиминацијата од Купот на Македонија, фудбалерите на Брегалница возвратија со многу подобро и помотивирано издание и со триумфот се надеваат на место во плей-офот. На стадионот Никола Мантов во Кочани, гостите од Скопје доцнија со пристигнувањето и мечот почна во 16 часот и 15 минути. По 20 минути игра, штипските фудбалери поведоа со голот со глава на Танушев. Само 7 минути подоцна, Брегалница го зголеми водството на 2:0. Маријан Алтипармаковски во 65-та минута со убав потек успеа само да го ублажи поразот. Работнички продолжува да игра променливо во шампионатот и известно е дека спас на сезоната ќе бара во финалето на Купот против Шкендија. Битката за шампионската титула во фудбалскиот шампионат на Македонија останува отворена по вчерашното реме на црвено-црните конкуренти Вардар и Шкендија, кои одиграа 1:1 на националната арена Филип II во последното 27 коло пред стартот на плей-офот. На врвот од табелата Вардар е прв со 65 бода пред Шкендија, која има 2 помалку, односно 63. Во останатите надпревари беа постигнати следниве конечни резултати: Младост Царев двор Шкупи 0:1, Ренова Металург Скопје 4:1 и Турново Селекс 2:1. Кошаркарките на клубски Патриот од Делчево со убедлив пораз од 88-66 ја започнаа финалната серија во плей-офот против големиот ривал Бадел 1862. Со лесната победа извојувана на домашен терен во спортскиот центар во Ново Лисиче, актуелните шампионки поведоа во серијата до 3 победи со 2:0. Баделки финалето на плей-офот поради максималниот ефект од 4 победи во дуелите со клубски Патриот во првата лига, сезонава го започнаа со предност од 1:0. Сепак за тимот од Делчево не е се загубено. Следниот надпревар се игра во салата на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, што е одлична можност екипата од Делчево да го намали резултатот на 2:1, а потоа во Скопје да се обиде да изедначи и до крајот да обезбеди максимално неизвесен дуел за тоа кој ќе биде првак во првата женска кошаркарска лига на Македонија. Ова беше се во третото и последно издание на Дневникот за денес. Останете со програмата на Канал Плюс и имајте пријатна вечер.